И здраво друштво, добро дојдовте во уште едно видео. Денес со Андреј сме договорени да работиме рамо. Еве сум јас пред Progressive Gym. Уште е рано са бајле. Да видиме дали воопшто е отворено. Значи Андреј станал добре. И веќе некој е прав домаќин. Се е поставено. Само амбиција за работа се бара. Еве го Андреј. Да намести микрофон Андреј и почнуваме со ова видео. Ајде, добро утро, брато, среќни празници. Среќни празници, живи, здрави сите. Како помина, вежбаше? Не сум фатил теку рака 4 дена. Што збори? Да. И па да извежбаме нешто. Што да вежбам? Што знаме рамо? Според распоред имаме рамо. Може. Ајде по некој амино да. да направиме умеѓу време, да кажеш што е добро амино. Може. И почнуваме. Сакаш ли цреша или сакаш боровница? Нешто што ги не освести, нешто да не разбуди. Може. Дај по една боровница да пие. Брат, мајка ми цело детство ми има зборено, што се овие прашаци, што се труеш. Што е ова амино уствари и за што служи, да не мислат тинеџериве дека они се трујат се нешто. Ова не е ништо страшно. Аминото уствари е основата у протеинот. Протеините ти се изградени од аминокиселини. Сега имаш поише ланци, имаш есенцијални, неесенцијални. Јас додека вежбам си пијам БЦА. Есенцијални аминокиселини си ги зимам преку исхрана. БЦА-то ми е таман за тренинг, убава пумпа ми прави. Сега таму ако сакате да ви објаснам поише, има различни ланци, има 4-1-1, 2-1-1, 8-1-1. И тој сооднос. Тоа е соодносот на во БЦА-то има 3 аминокиселини: леуцин, валин и изолеуцин. И тоа 4-1-1, 2-1-1 е нивниот сооднос. Секоја аминокиселина од тие 3 реагира различно на телото. Мада јас си го викам ова билдерско сокче. За да не пиеме кока-кола и да не пиеме густи сокови или сокови на растварање. Тоа ве труе, да знаете, тоа ве труе. Јас си го пијам ова. Точно така. Тоа е тоа, ај живели на здравје. Да си го почнеме тренингот кој што треба. Ајде. Многу е вкусно. И вкус има 10 од 10. Многу е убаво. Браво. А и бојава е не секојдневна. Да. Баш јако. Овој тренинг изработивме само 4 вежби, што се сосема доволно за да подготвиме комплетно рамото, преден дел, страничен дел и заден дел. Трапез нема да го движиме денеска, само 4 вежби, така да прва вежба работиме потисок. Втора вежба почињаме со летање со бучици, станати. Сега ќе изведеме правилно како се изведува. Може да почнеме. Идеме трета вежба. Задно рамо на крос машина. Да видиме како ќе изведеме. И оваа вежба, ако не може да ја изведувате, има и алтернативна вежба која што изгледа вака. И тоа беше тренингот за денеска. Не е само да се претренираш, некогаш е доволно да направиш по 2, 3, 4 вежби. Подобро тоа него ли 100 вежби да направиш без никаков прогрес. 4 вежби, висок интензитет, тоа е се што ти треба. Сега може да идеме да ги нахраниме мускулите, да лапнеме по некој стек и да пиеме да трофи. Се гледаме во наредно видео. Чао. Чао.